мета. На место едно за многу нешта. Одговараат што, како, зошто. Разговараме, откриваме и истражуваме. Договараме, споменуваме, раскажуваме. Кој, каде, кога. На тема, со прашања 100 без дилема. Директори, инспектори, лекари, пекари, заболекари, ученици, професори, пејачи, спортисти. Зошто да не и вие? На мета, на тема. Бидете и вие дел од нашата шема. Македонецот е пире. Обстојува долго, грчевито борејки се со се што му пркоси. Македонецот е и борец, молњевито премостувајќи граници и бариери, таката ден патува. Македонецот е патник, ама не и скитник, оти кај да се всели, се весели. На животот му се радува и таму, каде и да е, лозата македонска ја пресадува. И не има, насекаде. Не има, бројни сме. И успешни, и умешни. По светот белче кориме, твориме. Не испуштајте неоднишан. Ако на тема и на мета разговараме за тоа како нашинците живеат во странство, во туѓина, како тугинците живеат во Македонија, односно како човекот е принуден да се адаптира на сите услови, на сите животни услови, тогаш нашата средна соговорничка, односно нашите двајца следни соговорници се еден од вистинските примери како странец во Македонија се снаоѓа како македонец во странство. Сеедно, животот нема правила и животот едноставно понекогаш и те принудува да биде така. Здраво, Марија. Здраво, Маурисио. Здраво. Како сте најпрвен? Супер. Избегани од снегот у Њујорк, супер. Така, говориме на тема или на мета со нашинците во туѓина. Најпрвен да ве представиме пред кривопаланчани, многумина од помладите генерации, можеби не те знаат, се знаеме долго јас и ти. Да. Кажи ни накратко за тебе. Па ја сум излезена, мислиме, од Паланка негде едно 10 години. И имам студирано и завршено средно физкултурно и факултет физичка култура у Скопје. После дипломирањето, значи цел мој живот ми е постранство. И еве више неколку години стационирани во Њујорк. Така, во големото јаболко. Во големото јаболко, да. Рече дека од Кривопаланка си излезена многу време. Зошто реши да излезеш од Македонија најпрвен? Па мислам дека пошто ја ти се знаем уште од многу мали. И ја мислам дека уште од старт, уште пред многу години, ја беше единствено девојче што у Паланка играше кошарка со мушки, значи стандард, пред у школски двор, значи стандард само ја играше кошарка со мушки. Затоа ме спортот мене, мислам дека повеќе со спортот што се бавим ми одговара странство и начинот на живот, значи искрена, темпото на раздвиженост, на се ми одговара повеќе. И опциите, можностите кои што ги нуди најверојатно многу повеќе друга држава. Која беше причината за да заминете од Кривопаланка и како се снајдовте таму? Како беа вашите почетоци таму во странство и како е денес? Ма денес е супер, имам фамилија и многу полесно. Имам сестра ми, имам керка од 2 години, ги имам мажот, пријатели. Се е полесно. Почетокот беше тежок. Дури и откажувачки. Кога си сам, немаш никој никаде, баш тотално немаш никој никаде и јазикот не го знаев колку што го знам денес. Беше многу тешко. Туѓина како туѓина, прво знаете и самите вие горе, се работи за да се обстане.
Ја и Маурисио имамо стресни работи, значи Што правиш таму? ја работим, например, значи ја работим тотално различно од факултетот што го имам завршено у Македонија. Ја работим со недвижности. Тој ми е факултетот, колеџот завршен во Америка и работим со брокерство. И мене искрено ми треба. За себе дипломиран спортист диплома и тековни студии на англиски јазик. Да, не Тоа мора да завршени, споменеме, не завршени да. тековни Да. студии, да. Мене ми треба балансот на Нью Йорк живот 24/7 и Македонија кафе пиење 2 сати и лежерност. Јас кога влегов во Англија, студирав компјутери, студирав јазик. Случајно по случка преведував филмови на една жена од Израел, еврејкина, која ме внесе во компанија за злато. И од својата желба што ја покажував таму, значи се ангажирав да дознам повеќе и повеќе, ме пратија на студирање и сега сум специјалиста за квалитет на дијамантите во златото. И тоа го работам веќе 12,5 години. Јас имав едно 3 години ресторант горе, што беше крстен на Вада Реги Пирин, скратено ВЕП. Имаше наши доваѓа, али поретко, поетку гостите ми беа, мислим, од Самбревиле, од градот, белгијанци, што на кои ние со нашата богата кујна, да не ги споминјам сега што ја промовиравме кујната, слики вадевме, доста и од општината наша ни помагаа со тие работи. Ја Паланка како Паланка си ја проновиравме и на самите белгијанци им остана во душата. По тие работи што и направивме кога нашата делегација од Белгија дојде, од Белгија, од Македонија, кога дојде нашиот градоначалник со делегацијата, за збратимувањето што нашите беа многу изненадени, а исто и тие може да не сматраат да ние сме малку на Балканот, малку заостанети, но спротивно увидеа дека сме ние стварно поначаните големо срце, широко срце имаме, сакаме да соработуваме да се изближуваме, да соработуваме со белгијанците. И кога ќе кажеш голема јаболка, те асоцира на јаболка и на Македонија, и на Крива Паланка, и на Ранковце. Не, буквално спротивното не, ја мислим стварно не знам зашто има добиено епитет на големо јаболко, туку е буквално као што викат џунгла. Значи џунгла за раздвижено со народ и сите тие работи што ги носи Њу Јорк и начинот на живење таму. Што се прави еден ден во Њу Јорк? Како стануваш, каков ти е работниот ден? Значи, ден во Њу Јорк, ја не се сеќам никаде ќе имам пиено кафе у седешка положба. Тоа е стандард. Како што тука кај нас во кафидж 12 часот е... Не, значи јас станувам Тайм аут, време за кафе. Не, јас станувам лично 5:30-6, 2 сати идем у теретана. Тоа е времето што можеш да го одвоиш за тебе? Единствено тоа време? Да, и тоа е само теретана. И после, значи, почнуваат оние Пак во затворени простори, цело време си буквално во згради, во стакла. Да, значи се е затворени простори, се е брзање, значи немаш константно
застани, види. Нема нормално време, се е rush Нема. hour. Се е rush hour. Тоа е Нью Йорк. И кој ќе доеш у Македонија и баш буквално од самото стапнување у Македонија гледаш дека тотално Slow ти е Успорена снимка. релаксирано, да. Нели? Да. На мета. Не може да се направи споредба, таму е тотално различно од овдека. Таму, например, мора да искочиш од Лондон за да имаш малце порелаксирано време. Таму е динамично, постојано се трча, се брза некаде. Додека е се посмирено, порелаксирачки и подобро у секој случај. Крива Паланка некогаш и сега. Голема разлика. Денес многу поубаво, почнувајќи од времето, потопло. Манастирот е обновен, многу подобро направено, многу потуристички привлечно, значи ги донесуваме туристите не само од Англија, од Франција, од било каде да се. Поинтересно е, по-културно образовано е. Градот е исто порасчистен, има повеќе цвеќиња, зеленило, паркот е обновен, имате тениски терени, фудбалскиот стадион, да го кажам, у Крива Паланка, секој случај е понаправен. Многу поработи се обновува. Слушам дека во гимназија сега секоја клупа има и интернет. Во мое време имавме само една информатика, училница, кабинет, каде што беше тоа чудно дури, знаеш, треба да се научат тие работи. Сега е многу подобро направено. Успоредба на тогаш и денес, голема разлика.
кога ќе дојдеш тука, што прво правиш? Прво што правим, значи прво нешто што ме Седиш и пиеш кафе. Седнуваш за да пиеш кафе? Мислам, да. Не ли? Значи, времето е супер овдека, у моментот. У Њујорк има премногу снег. И ние со Маурисио сме цел ден надвор. Значи, од трчање низ ранковци, до шетање кучиња, до шетање низ бачила и онаква, и надвор кафе, пиење. Строго, значи, од 8-9 до 5 и 10 мислам дека се системува овдека. Тотално сме само надвор, да. Она што тука најчесто е секојдневие, посебно за Североисточна Македонија, за Крива Паланка, повеќе се слободни младите, помалку работа имаат, например. Ти пречи ли тоа што можеби немаат многу можности и кога можеби еве би била тука, например, да работиш по струката, твојата прва основна струка, да речеме, наставник или професор по физичко образование. Би можела ли да се замислиш тука? Па искрено, баш со овој твој биоритм. Да, у школата овдека, мислам дека тука ми беше и праксата. Имаше понуда да се вработиш? Имаше понуда, но мислам дека немаше да ми биде доволен презвик. Може ќе ми беше презвик еден месец време и јас се не согласувам дека луѓето немаат можности овдека. Луѓето имаат можности, поготово младите. Живееме у време на информации од сите страни, значи у наше време светот на дланка. Не беше Google Search и идеш у Њујорк. Ништо. Да, нели? Беше буквално со книга. Купуваш весник и тоа еднаш викенд, сабота, купуваш дневник и викенд за да видиш програма, за да прочиташ хороскоп и се останато. Сега ја мислам дека луѓето имаат опции, имаат премногу можности, за разлика од децата што се у Њујорк. Децата у Њујорк немаат пола од овие можности, немаат пола од насмевките што ги имаат децата овдека или луѓето што ги имаат тие насмевки. Значи, таму секој втор ти е или депресија или у некои проблеми или секој втор е разведен. Да. Значи, немаш социјализација на наше ниво, ајде дојди, еве, Ирена и Марија, ајде. Ајде да се најдеме пред општина во Ранковци и тоа за 15 минути, готово. Да. Значи, немаш такви ствари. Причина поради која што отидов е животот е за живење, за истражување и проверување колку може еден човек да достигне. Да си ги значи проширите вашите лимити, до која граница можеш да се гурнеш. И јас бев таа личност која сакав да пробам, да прошетам, да видам. Ти не остави тие корени кои што најчесто сите ги влечат овде, нели? Да. Да те останат негде во воздухот, туку те вратија, те атерира на земја. Знаете што е најинтересно? Постојано се враќаш во Крива Паланка. Постојано се враќам у Паланка. И поготово што еве моите имаат куќа у Ранковци и ја имам израсна у Паланка. Што ме враќа? Враќа ме фактот што, например, кога ти скочиш у странство и ти живееш у странство, има некои работи што ти сметат, има некои работи што ти се окей. Работите што ми сметат се што нема здрава храна, нема здрава популација, нема здрава младина. Ние тука буквално имамо се што ни треба и не ги согледуваме тие работи. И зашто се враќам у Паланка е што ми фали планина, ми фали љубезност на луѓето, ми фали некои си искрени спонтани моменти како што се договоривме јас и ти, на пример. Ќе видиш слика на Facebook, Марија сликана со јагниња, овци сликана во планина и се чудиш што се случува со Марија, на пример, и пишуваме, и пишуваш, Марија, може ли да се снимаме и да збориме за тоа зошто ти дојде од Њујорк, од жешкиот асфалт и отиде на прошетки низ Ветуница, низ сите околни, Ранковски, цела Паланка. По Крива Паланка е убаво да бидеш. Ќе се вратам секој пат. Ама животот е за истражувања. Секојдневни истражувања, за секојдневни доживувања. И затоа и за мене. Спомена секој втор е разведен таму, но ти веќе 2 години си во брак. Америка беше земјата на соништата и земјата на можностите и Америка
Да, Беше местото каде што го запозна Маурисио? Да, За да не го заставиме од муабетот. Where we met. На мета. Каде го запозна Маурисио? Како се запознавте? Беше ли тоа love at first sight? Љубов на прв Да, поглед? интересно беше, пошто ја и Маурисио се имам запознаено у кафетерија и баш буквално живееме А многу како близко. ти трчаше со кафето, нели рече не се седи и кафе не се пие? Не. Сега вака. У кафетерија на брзање, тоа стварно беше брзање, пошто он се брзаше да иде на гости кај неговите. И тоа беше баш онака Филмски среќавање, студирање, погледите ви се сретна? Не, ние живееме на иста авенија. Неколку улици, значи у Њујорк се делат авении и улици. Ние живееме на иста авенија, на неколку улици разлика. И обично у Њујорк си имаш свое место дека пиеш кафе, дека идеш у исти ресторан, значи стандард некои ствари не. Да. И така ни дојде нашето запознавање. Како е да се живее во брак со странец, од каде е Маурисио? Маурисио, тоа е доброто што ја и Маурисио смо странци. Двајцата странци у Њујорк, Strangers Само што разликата што е Маурисио Дали преку ден или навечер се сретнавте? Преку ден. Да, преку ден. Да се разбијат клишијата. Да, Маурисио е по потекло од Чиле, инаку е италијанец и шпанац. Мешан. Он е многу подолго у Њујорк од мене. Така. И за некои работи баш ми дава супер совети. Тоа е убавината, можеби според мене на бракот, кога ќе најдеш душа со која што се надополнуваш, со која што постојано се надградуваш и ти и тој, тогаш тоа е она вистинското. Мислиш дека е тоа? Ја мислим дека треба да најдеш некој што ќе те свати, што ќе те поддржува у било што и поготово кариера. Сте на иста фреквенција? Премногу иста фреквенција. Се познава. Погледот доволно говори. Со фамилијата сум среќен. Имам си син и керка, зет, унучиња. Некако пробиме го ледот и успеаме да поред работите што горе ги имавме малку проблеми овоа и оноа, али се среди. Си израсната во Ранковце, живееше, учеше во Крива Паланка, ама ова е селото каде што си доаѓала на распуст или не? Да, по викендица тука. Ранковци, значи општина Ранковци е место на татко ми. И тука значи ја имам доаѓано прво на викенди само, после секое лето, нели, на 3 месеци. И сега ми е стандард прво место за живење тука. Така, што во Њујорк те подсетува на Крива Паланка? Ништо. А имаш ли можност за одишка, например, има ли познавате ли луѓе кои што се занимаваат со например со производство на органска храна, еве тоа е популарно, колку може природното недопреното од пестициди и останати нешто да се пронајде? Не би рекла Њујорк, ние пошто сме у Њујорк Сити. И буквално имаш само згради и асфалт, ништо. Но, например, ја сум љубител на коњи. И имам некои пријатели што имат countryside clubs у Пенсилванија, што е негде као сат и по 2 сати оддалечено од Њујорк, и таму е буквално исто како Македонија. Значи, тотално смирена, релаксирана атмосфера, али земјоделците таму се
пософистицирани од нашите. Да. Значи, нема да видиш некој да работи без заштита на раце, без ракавици, така. Да. Значи, Според буквално прописи, стандарди, Стандард, предпоставам, значи прилично фармерски, но и фабрички. Налик фабрички. Да, али за нив тоа им е баш, нели, идеално. Се надевам во секоја следна прилика кога ќе имате слободно време, ќе си дадете оддишка да дојдете повторно во Крива Паланка. Вашето дете е девојче? Девојче, Емили. Дали Емили ја знае Крива Паланка, ја донесовте овде? Да, тука е кај баба и кај дедо, таа зборува одлично македонски, колку што може во над своите 2 години да ги зборува. Ја учам и македонски и англиски, значи своето не сме да се заборави. Туѓинец во Македонија. You're a stranger in Macedonia. How do you feel here? I feel home. How do you like Kriva Palanka at first, Macedonia, our countryside and everything? I love the countryside. I like the people themselves, the simplicity. I like the monasteries, the culture themselves. You know, I feel very welcome. He loves the food. And the food, yes. Сакам да се сите трудат да направат ова држава, дури нашиот град, многу поактуелен и поатрактивен за туристи, за да ние покажеме колку сме добри. Да им докажеме дека ние нешто вредиме. Дека Македонија е пред се супер земја, нели? Како Македонија, знамето се наше завеја меѓу европските и најкеп што ми беше и што ме расплача тогаш химната што ни ја свира во Белгија. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија, народ и земја, што ги сакам јас. Турбарда гали, полиња со жито, слобода и горда, како горска птица. Со песната своја земјава, ми ги магеца срцава и вино од изворот нејзин благ пијам јас. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Кога си сам и тажно е се на неа ти се Македонија ти нуди љубови се. Сакам Македонија. Колку? Колку? Многу? Многу Македонија. Многу. Многу? Многу ја сакам Македонија. Маја сакам Македонија. Какви се твоите планови? Имаш ли некаква визија, например, што би правила во следните 5 години? Би се вратила во Македонија некогаш да живееш повторно, ама за секогаш, некогаш за секогаш? Па ја мислим дека тоа е прашање супер за Маурисио, пошто Маурисио е повеќе мотивиран за живење у Македонија. Ја сакам да си го задржим нивото на баланс. Значи Њујорк ми е Њујорк,
Живеете под кирија таму или веќе Имаме имате куќа свој? и стан. Така. Да. У Њујорк не е куќата, у Њу Џерси не е куќата. Имаш и таму свој дом. у Њујорк не е станот, Вашиот да. заеднички дом е таму, првично, така. Али пак нешто ти фали. Значи тоа е нешто што ни фали е тука. Твоите родители тука. Мајка ми поготово, значи брат ти. на мајка ми јадењето е незаменливо, незаменливо. Да се крчка нешто и да мирисаш од врата кога ќе отвориш Да. и да си свариш Тоа е- турско кафе. Тоа е незаменливо тука. Значи, тие работи, ја сакам да живеем у Македонија, али мислим дека ќе биде на неколку месеци иди дојди. Не буквално цело. Домот е таму кај што ти е срцето, според време. мене. Ја мислим, да. Да. Така. Ти благодарам. Фала. Ќе се видиме повторно, ќе се гледам. Ја се надевам дека ќе ми дојдете на гости у Њујорк. Се Ете, таму надевам, може да да. снимате Да, се надеваме и ние, буквално од ваш аспект за Њујорк. Да, закрива Паланка и Њујорк. На едно место. А и би сакала да, по наредна прилика, дури може и вие повелете кај мене. Секој пат кога сте слободни, да ве прошетаме, да видите малце другата култура, да дознаете како и таму се живее, да направите мала споредба со своји очи. Thanks for your time. Благодарам за вашето одвоено време, Марија. Мислам дека не го земавме премногу од вашето драгоцено време кое што можавате да го поминувате тука во Крива Паланка, во Ранковце. Ќе бидете, претпоставувам, наскоро тука и интересно, на пример, мислам дека интернетот е со неговата единствена позитивна страна на Фејсбукот, на пример, што јас многу и него обожувам, бидејќи луѓето почнаа да живеат на Фејсбук, според мене, не знам дали го делиш ти мислењето, но е добар начин да се споделуваат нешта како нашиот разговор, убави моменти, насмевки, задоволни лица и задоволство од животот, среќни моменти со луѓето кои што не се во можност да го восприемат тоа. Например, бидејќи се далеко од тебе. Да. Ако некогаш тоа било телефонска линија еднаш во месецот. Да, и искрено, зашто нашиот разговор се случи во наредните 15-20 минути од твојот повик, е што благодарение. Мојот Фејсбук еве кој што имаш за пример ти има значи од убавините од Македонија. Значи не кој ресторан или у кој кафич пиеш кафе и не знам, мислим дека или како си дотерана и како си нашминкана денес и кој е твојот аутфит од утре. Тебе што ти има нешто што ти има оставен впечаток ете, не знам, стадото со овци на Фејсбук и тоа е нешто што мене ме прави среќна и што не ми смета да ги делим тие моменти со некој што знае да ги цени. Да бидеме често во контакти и да споделуваме секогаш убави нешта. Апсолутно. Благодарам. Фала и на вас. Фала. Listen, we're sending him this summer. He's coming to prepare Ivar. So if he passed that test, that means I'm graduating. He's graduating. Yeah. I already know how to mix it. And Yeah. And what to And put rakia. in there And is I have to learn how to make rakia. Ракија. Има ли нешто што не сакаш да те прашам? Ти ќе ги сечеш овие работи секако. Да. Што би те прашала прво? Да, што ми ме прашала? Па како си? Добре дојде у Македонија. До кога ќе бидеш тука? За да покажеме колку ја сакаш Македонија.